железничкиот сообраќај е опрекен поради штрајк на вработените или поради дефект на пругата. Тоа се информациите кои ќе ги добиваме од железничкиот транспорт. Јас сум Джейлан Велију, а денес гостим во Гласна идеја Маријан Ристевски, председател на Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија. Здраво Маријан, добро дојде во Гласна идеја. Здраво. Како си? Добар. Па прво сакам да те прашам нешто околу информациите за либерализацијата на железничкиот транспорт, бидејќи со години ги слушаме, но никако не доаѓа до тоа. И кои се поривите, кој сака да ја либерализира? Што значи поточно тоа? Па видите, ние како вработени стално учествуваме во тие преговори со раководството во железница и оној период кога се подели железница на два дела, на јавна предпријатие на железничка инфраструктура и акционерско друштво транспорт, ние уште тогаш укажувавме дека нема потреба да се подели железница. За нас требаше да остане можеби како една холдинг компанија, тогаш се намалија и трошковите, че имаше еден директор, еден управен одбор, еден надзорен одбор. Ја разбирам да они кажуваат дека праксата покажува во Европа и пошироко. Меѓутоа во ред таму, например, има железници кај што има работени по 50, по 60 илјади, полските железници, не знам кои. Ние сега моментално двете предпријатија дали имаме околу 2000 вработени. Тоа показва, значи можеше да компанијата да опстани како една компанија, дали холдинг ќе беше, и тоа ќе беше најверојатно подобро. Како се финансира се уствари двата дела, кој ги финансира? Па ние имаме и сами, значи и сами ова приходи што добиваме, меѓутоа оној дел кај што е патничкиот сообраќај, таму и државата финансира одредени средства и нормално за развој на пругата, за одржување. А на акционерско друштво исто државата? Исто и државата, и они си прават нормално, има приходи кои што со потекот на превозот, меѓутоа фактот покажува дека најверојатно не може вака да остане железница и треба нешто да се превземе. Меѓутоа ние како синдикати ќе следиме будно ова либерализација што се најавува. Први беше донесена одлука дека не може да се либерализира железничкиот сообраќај дека Македонија не влезе во Европска унија, и тоа гледаме сега дека се прават одредени напори тоа да го убрзаат. Се уште нема ништо конкретно, се прават некои feasibility студии. Како ќе заврши тоа, ние ќе следиме, како и да е, ние нема да дозволиме било каква либерализација да се случи. Треба да се потврди, да се даде гаранција дека вработените ќе останат буквално до пензионирање, нема да има некој технолошки вишок или отпуштање на вработени. Тоа сака да опрашам. Обично при такви случаи, бидејќи имало пример други приватизации, ако се вика либерализација, тоа е приватизација нели на некое предпријатие. Со поштата, пример, последно и на назад СМ и така натаму. Што се случило со работниците, пример? Да, поучени ние од таквата пракса, значи, како што кажав, нема да дозволиме, ќе видиме цврсти тука, дека доколку се случи таква либерализација, тоа поготово важи за транспортот. Ние имаме како конфедерација таму синдикати и контактираме со колегите. Значи, во момент кога, ако евентуално дојде таа либерализација, ќе бараме гаранција на вработените да останат на своите работни места до пензионирање. Значи дека бидат заштитени на некој начин работничките. Без такво нешто нема да дозволиме. Познати се железничките синдикати. Јас сум горд на моите колеги што во минатото покажале како се бранат работничките права и буквално железницата е расадник на синдикати, многу синдикалци потекнуваат од железница и веќе тоа зазема широк замав во Македонија, независно од синдикално движење. Да. И штрајковите се познати, нели, обично има вести дека поради неплатени плати или работниците излегле на штрајк. Сад до тоа сакав и да стигнам, некако видливо е опаѓањето на квалитетот на железничкиот транспорт. Пример, јас во Битола патувам често со воз. И сама забележувам, и плюс нели од случувањата, многу често се случува некој воз да стигне од Скопје до Битола за 10 сати. На што се должи тоа? Дали нема доволно финанси, не се инвестира? Па видите, во секој случај вработените не се виновни за таквото нешто, бидејќи тие средства што се користат за превоз се, да не кажам, нон-стоп се на терен, во движење и нормално тие се амортизираат и онај момент кога веќе земе принос своите патнички возила што имаме, ако се амортизирани, ако не ги одржуваме, нормално дека не можеме да се движиме со нив. Така и во железницата. Железницата ние стално збориме, тоа е скапа играчка и државата мора да вложи повеќе средства и мора да има веќе подолг период. Ние стално збориме кога имаме состанок со раководството или со министерството. Замислите, во железница, во министерството никој пат немало некој железничар што ја знае железницата во душа, што се вика, за да може да кажува како за развојот. Све некако се одвива стихино, од ден за ден, меѓутоа најверојатно веќе доаѓа крајот, не може вака веќе да опстане железницата. Јас сум дете на железничар,
долг период сум во железница, кога се запослив релативно млад, уште тогаш се збореше пругата за Бугарија, па не знам ќе било вака така, веќе повеќе од 20 години. Тоа нема никакво движење. Сега новото раководство има некои амбиции, наводно обезбедени се средства, се очекува со почетокот на пролета да се интензивира изградбата на коридорот према Бугарија, пругата. Се надевам дека овој пат сериозно е тоа и од владата и од раководството дека ќе обстојат на тоа. Меѓутоа не е само пругата за Бугарија, треба да се одржуваат и останатите правци што жално е, значи јас користам оваа емисија, јас студирав во Белград поради тоа што имаше редовна железничка линија Скопје-Белград. Сега немаме, замислете неколку години назад немаме воз до Белград. Немаме воз до Кичево, до Кочани, редуцирани се према Гевгелија, према Табановци, за Битола има тука, меѓутоа има редуцирани се исто. Железница, она што беше сите што ја памтиме, поготово по возрастните луѓе, тоа беше мерак да се патува со воз. Доаѓа на железничка станица и ученици од средно до основно, да не зборам овие помалите деца од градинка, им беше мерак да видат возот. Сега верувате, ако доаѓа некоја група прашува кога има воз, тоа многу ретко се случува на станица. Порано железничката станица беше оптоварена со возови, не можеа дори да ги примат сите возови, колегите меѓу себе, дружење, сега е страшна работа. Не е само железница, и останатите јавни предпријатија, поштата тука до нас, до станица и поштата, се сеќаме на времето, пошта беше, кога ќе влезевме тука пакети, тука камиони за транспорт на роба. Сега е жално што се случува и со пошта, и со железница, и со останатите, јавното здравство. Меѓутоа се мора да бидеме оптимисти, да се надеваме конечно дека ќе дојдат луѓе кои што стварно сакаат нешто да направат. Ова што сега се случува е жално. А дали, пример, деградацијата и уназадувањето на овие јавни предпријатија се врши се со цел за да се приватизираат? Пример, нели, ако не инвестираш, тоа пропаѓа, и ако пропаѓа и цената се намалува и може некој да дојде, некој олигарх да ја купи и после да управува со... Па тоа се случи со повеќе компании во текот на приватизацијата. Останаете буквално што се вика на прсти може да се изберат јавното здравство, поштата, железници, уште одредени уште од некои така што се предпријатија на локално ниво. Меѓутоа ние мора значи мене не ми е јасно како може ако е приватно да функционира, ако е државно не, значи ипак е до тие луѓе што раководат како со државата, така и со јавните предпријатија. Значи треба да се стават одговорни луѓе, кои што сега нема никаква одговорност тие што се раководители во минатото, ќе направат некои грешки, гледате што се случува. Ако се установи судска одлука дали према вработен, дали према одредени компании, плаќање, неплаќање, до ова целиот терет паѓа на предпријатието, директорите или било кои или министри да се по некој министерство што гледаме што се случува, нема никаква одговорност. Значи плаќа државата, не може така, мора да се стави одговорност. Доколку некој раководител, дали е директор, дали државен секретар, дали министер направи превид додека раководи со министерството или со предпријатието, да не може да се после амнестира целиот долг, сета негова грешка, да ја плаќаат или вработените или државата преку буџетот. Тука мора да се стави крај. Апсолутно. Добро, вон железница, како ја гледаш опште само економската и политичката состојба во државата сега со кризата? Не завршуваат кризите, како 2 години, 3 сме во криза, нели? Па видите, ја веќе подолг период сум во овие синдикални води. Ова што сега се случува, верувате, страшна работа. Жално е ова што се случува. Има многу неодговорни луѓе на раководни места. Гледате, пошто ќе зборам за синдикатот, порано барем имаше некој репрезентативен синдикат, тој се почитуваше како така, сега гледаме дека оваа влада не почитува никакви синдикати, носи еднострано раскинува колективни договори, носи акти за потпишување на колективен договор без да ги информираат синдикатите. Се плашам дека повторно доаѓа времето каде што владата сака да изигрува и влада, и работодавач, и синдикат. Имаше таква, се сеќавате во претходниот период, ние сите застанавме да биде подобро нешто. Меѓутоа, за жал, промените што се случија пред 6 години, таа шарена револуција, само одреден број на луѓе искористија тој преврат што се направи, да кажам, меѓутоа обичниот народ нема никакви придобивки. Да. И се дали по, не знам, зголемена сиромаштијата, како живее работникот денес? Нели се покачи минималната плата, ама дали тоа е доволно? Не, многу тешко се живее, гледате што синдикатите секоја прават нон-стоп таа синдикална кошничка, гледате за разлика од ланската година и сега,
минималната кошница е качена, да не кажам повеќе од 30%. А 51.000 мислам. 51.740 мислам некаде. А платите гледате се замрзнати, нема ништо, минималната плата 18.000. Што може да се купи со 18.000? Цените отидоа се качува нагоре секојдневно, сега има најави кога ќе се спуштат цените, меѓутоа тоа не го осеќаме ние како обични граѓани. Гледате револтот на граѓаните огромен, меѓутоа за жал дали ќе се прелие тој револт на улица во форма на штрајк, на протест? Па ние сме како конфедерација во годинава што еве изминува, сме направиле неколку наврати протести, се сеќавате, ние сме правили граѓански протести, дали за извршители, дали за покачување на струја. Можеби не се огромни некои придобивки од тие протести, меѓутоа сепак има некои придвижување, меѓутоа не сме задоволни од тоа што е направено. Протестиравме, знаете, со затворска, шумска, судска полиција. Последниот протест беше штрајк на управата на вработените во управата за водење матични книги. Значи во рамките на нашите можности правиме протести, меѓутоа не сум јас лично задоволен, че секогаш се може и повеќе и мислам доколку ова ситуација остане во државата, понашто го гледам секој ден во контакт со колегите, синдикатите, било без разлика од која гранка или со граѓаните што контактираме со здруженија, напролет се, ако не се промени драстично состојбата, веќе сега зимски период, празници, ладно е, ние немаме да услови, такви не сме опремени за да можеме да протестираме во зимскиот период, меѓутоа, понашто го гледам, што осеќам дека доколку не се промени драстично состојбата во држава, напролет се очекуваат големи масовни протести. А ние како конфедерација секогаш стоиме на браникот на работникот и ќе ги предводиме тие протести, еве јавно ја користам ова прилика да кажам и ги повикувам работниците, граѓаните да се мобилизираат, нека се организираат дали во здруженија, дали во синдикати, стално го говорам. Истото не мора во нашиот синдикат, зашто викате еве што направивте вие, нека си направат нов синдикат, само нека се организираат, па после заеднички да ги здружиме силите да настапиме, така ќе бидеме потврсти. Па тоа со здружувањето на силите некако во пракса се покажува дека баш и не успева. Еве имаме и 1 мај пример каде што еден, да кажеме, синдикат организира протест, другите синдикати не го поддржуваат тој протест или можеби го поддржуваат, ама не излегуваат. И сега дали тоа можеби ги збунува работниците? Зошто синдикатите се разединети? Па видете, баш и со вас заедно сме протестирали во изминатите години. Ние како конфедерација можеби да слободно кажувам бевме единствен синдикат, ретко од другите синдикати кои што се приклучува, кои што за 1 мај традиционално правевме протести. Колкави биле што биле, меѓутоа ние го креавме гласот, беше тој ден е секаде во светот за таква манифестација. Жално е доколку си представник синдикат или некој здружение кој што се бори за работнички права, на тој ден да не протестираме. Мислам дека конечно, еве, јас секоја прилика користам покана до останатите синдикати, очигледно полека и тие сваќаат дека не можат сами да делуваат, да ги остварат своите права и мислам дека прашање на време веќе имаме некои контакти меѓусебно, се уште така не се официјални, за да ги здружиме силите, како што кажав напролет, да уште во раната пролет се вика да најавиме дека вака повеќе не е издржлива ситуацијата на работникот, на граѓаните и ќе ги повикаме граѓаните на протести, како ќе биде одзивот, ќе видиме што ќе се деси. Би бил еден чекор напред, мислам дека во организирањето ако синдикатите се спојат. Така да, како што кажав, полека сите сваќаме дека мора да ги заборавиме на нашите суети, на нашето его. Ако се занимаваме со оваа функција синдикална, тогаш мораме стварно да се ставиме во слуга во интерес на граѓаните и на работниците. На работниците, да, во прв план. Добро, Маријан, јас ти благодарам. Толку да те прашам, ако имаш нешто да додадеш на крај за работниците, за консиндикатите. Видите, за состојбата во државата секогаш се најодговорни политичките партии. Јас се сеќавате кога беше сега брзо дали има месец дена во собрание кога има таа средба на политички лидери. Ги немаше неколку 4-5 сати, немаше никаква информација што се случува внатре и јас лично се зборам за себе, се викам и конечно чути се разбра луѓето дека мора да се обединат и они како политички партии, веќе ситуацијата е сериозна. Се надевав дека ќе излезат со еден заеднички став, дека ќе направат еве некоја влада техничка широка, кај што ќе се соберат, зашто има и во сите партии има паметни луѓе, интелигентни кои што можат состојбата од држава, ова ситуација што е државата да извадат на едно повисоко ниво во интерес на сите, меѓутоа за жал информацијата го кажа дека нема договор и затоа еве апелираме ние како работници да седнат политичките партии, веќе се тие што ги носат тие закони,
гледаме каква е состојбата, економска криза, енергетска криза, ковид криза, очигледно владава што е не се снајде во ниедна криза, да не кажам, и очигледно потребно е да ги обединат силите, да изведат државата од оваа состојба во која се наоѓа, зашто ако е криза, не е само криза за Македонија. Еве нашите контакти со братските синдикати од околината да ги земе, да не одиме подалеку во Европската Унија. Многу по безболно ја пребоде оваа криза. Гледате, некаде немаше покачување на прехранбените продукти, некаде имаше намалување, кај нас стално се вадат криза и да не кажам некој ја користи оваа криза за лично богатење. Али мислам дека треба да дојде време кај што мора да има и одговорност. Одговор, мислам, нема политичарите се спојат кај нас за доброто на народот, бидејќи тие и делумно, како што кажа, и ја создават кризата всушност. Да. Или се вадат на кризата. Пример, еве се видовме со здравството каква беше состојбата за време на пандемијата. Таа состојба е таква не само ради пандемијата, 30 години состојбата е таква на здравството. И се им се најде, немаме кревети, многу болни имаше, па немало и претходно кревети. Да, затоа се тука синдикатите, здруженијата кои што преку протести се надам дека ќе ги алармираме надлежните дека мора нешто да преземат и тие да заборават на своето его, да се здружат како политички партии, да извадиме, како што кажав, да излезе државата од оваа состојба која се наоѓа, па после на избори кој ќе победи, нека победи, ќе се каже народот. Добро, Маријан, ти благодарам на гостувањето. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласно идеи.